Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија поучена од искуството во месеците јануари и февруари, кога во поголем дел од Источна Македонија дојде до излевање на реките и пуштање на водите од акумулациите Грачи и Калиманци и поплава на поголем дел од полињата, населените места и на домакинствата, деновиве будно ја следи состојбата со врнежите, топењето на снегот и испуштањето на водите од акумулациите во регионот. Со паѓањето со зголемување на врнежи и зголемување на температурата доаѓа до топење на снеговите. Имаме доста овој период снегови. Може да дојде до зголемување на водостојот на реките, а имаме доста наполнети се сите акумулации во овој регион. Овој регион овдека гравитира акумулацијата Калиманци и акумулацијата Грачи. Така да овдека само едино со менаџирањето се врши нормално водостопанство, Брегалница го врши менаџирањето со испуштање на водата и благовремено пратење на нивото на Калиманци. Можеме да се справиме, пред тоа не беше добро менаџирано и имаме големи врнежи тој период кога дојде поплавата, големи врнежи, а Брегалница, односно Калиманци, има големо сливно подрачје. Беше зафатено комплетно Беровскиот и Делчевскиот крај. Дојдоа големи количини на вода, што не можеше да ги абсорбира, да ги собере Калиманци и мора да преку преливниот орган, а и нормално и другите реки беа наполнети и настана поплавата. Сега е намалено во континуитет работи и централата на Калиманци и се нормално се прати нивото, има дотокот, како што имам информација, дотокот и колку дотекува, толку истекува. Мислам дека не би могло да дојде, затоа што еве сега и овие врнежи што не се врнеживе од таков карактер да температурата не е толку топла. Горе провеува снег, а доле врне дожд, така да немаме опасности од зголемено нивото на Брегалница и излевање од речното корито. Мислам дека ние произведоме во согласност заедно имаме барање, односно имаме заклучок во влада да интервенираме со наша механизација, интервенираме овдека да ги оспособиме каналите и за наводнување и за одводнување. Канали, тие служат во Кочанско поле за наводнување и за одводнување. Се работи сега на нив, се чека само малку да се намали нивото на Брегалница и ќе се направи зафатите на тие канали да успешно се почне сеидбата на оризот и така да ја пратиме ситуацијата. Инаку и општините со веќе стекнатото искуство во вакви услови се подготвени да интервенираат тогаш кога е и најпотребно.